Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денеска, овде во Куманово, државме координација со регионалниот изборен штаб и со кандидатите за пратеници од втората изборна единица. Нема дилема дека најважно за државата и за граѓаните е што поскоро да добиеме институции со целосна функционалност. Од денеска почнуваат новите 2 недели вонредна состојба. Убедени сме дека по нивното завршување вонредни состојби веќе нема да ни се потребни, затоа што најлошото е зад нас, а здравствениот систем има план и механизми за сите можни сценарии. Во такви околности, изборите треба да се одржат во првиот можен рок, што поскоро. На граѓаните треба да им е јасно дека не е добро, ниту пак е возможно владата бескрајно да има улогата и на извршна и на законодавна власт. Одговорна политика е да се обезбеди работата и функционалноста на сите институции. И при тоа да се почитува устав и закон. По сила на закон, изборите се на истекот на 22 дена после завршување на вонредната состојба. Тоа е единствена опција пропишана со закон и не постои никаков друг правен механизам. Ако прецизно се одброи, тоа значи дека изборите ќе бидат на 5 јули. Било какво пролонгирање не е можно, ниту од правен, ниту од праведен аспект. Секој термин за избори, кој ќе навлезе во летниот период, ќе го загрози гласачкото право на граѓаните, зашто ќе го се спротивстави со правото на одмор. Избори после 5 јули ниту се правно возможни, ниту се праведни кон граѓаните. Едноставно, не бива избори среде летни одмори. Од друга страна, избори на есен се опасна идеја по здравството и економијата. Државата не смее да продолжи да функционира со техничка влада и без парламент, бесконечно или неодредено долго. Овие две институции мора да имаат полн и технички и политички капацитет заради успешно справување со коронавирусот. Секако дека ќе бевме посретни, доколку тој датум се одредеше со политички консензус, но нема да дозволиме вечни преговори, а при тоа граѓаните да ја плаќаат цената за саботажите од ВМРО-ДПМН. Затоа со ова последно продолжување на вонредната состојба, датумот за изборите се фиксира на 5 јули. Ги повикуваме сите партии, особено ВМРО-ДПМН, да превземат одговорни чекори и да бидат дел од решението, наместо да бидат извор на проблемот. Изборите се неопходни за да продолжиме да се справуваме со кризата и колку побрзо ги направиме, толку подобро ќе бидеме подготвени за борбата која ни предстои. Тие се поважни за здравјето на граѓаните и од кафеаните, и од спортските надпревари, и од славите, и од веселбите. Ако можеме да пазаруваме секој ден во маркет и на пазар, да седиме во ресторан или на останок под заштитни маски, тогаш можеме со сигурност и да одиме на избори. Секој од нас има одговорност за после 5 јули граѓаните и државата да добијат нов парламентарен состав и нова влада со целосен легитимитет и со целосна одговорност. Тоа е важно и од здравствен, и од економски, но и од демократски аспект. Тврдењата дека изборите би го загрозиле здравието на граѓаните или дека треба да се одложуваат за наесен се целосно нелогични. Државата, институциите имаат капацитет согласно протоколите за заштита да обезбедат 100% безбеден изборен ден. За крај сакам да нагласам дека
свесни сме дека многу од граѓаните се загрижени за најновата здравствена ситуација. Овде сме да ве увериме дека нема простор за паника, иако мора да знаеме дека вирусот не е за подценување. Зголемувањето на бројките на заболени се должи на два фактори. Саботажите и крајното неодговорно однесување на Наќе Чулев како министер и неговиот ментор Мицковски, а влијание има значително зголемениот обем на тестирање, како и олабавување на мерките поради потребата животот да продолжи, а економијата да се рестартира. Нашите здравствени експерти ја следат ситуацијата, нашите медицински капацитети се сериозно зголемени и подготвени да одговорат на овој предизвик. Затоа е важно секој од нас да продолжи да живее и да функционира според сите протоколи за заштита. Истовремено, институциите имаат обврска да го санкционираат секое прекршување на мерките. Тие што не почитуваат мерки, без разлика дали се представници на политички партии или не, треба и мора да се соочат со санкции. Благодарам на внимание.